Колешке Тренчевска, она кое што изгледаше природно во вашиот говор, она кое што го мислите, е ароганцијата и самобендистаноста која што имате од оваа говорница, кога бескрупулозно вреѓате, манипулирате и ги искривувате фактите. Делот со кој што се обидовте да прикажете емпатија и загриженост кон целни групи кои што ги споменувате, верувате дека е флагрантно, од авион се гледа дека вие туѓ и дека не го мислите. Затоа бидете оригинална, барем ќе видите тоа што сте. Ајде да почнеме поред. Во делот на локалната самоуправа, штована Тренчевска, еве ви информирам дека од 828 проекти имаме 550 проекти со договори кои што веќе се работат, 258 се во напредна фаза, 54 се завршени. Или се потрошени и почитувана 14,9 милиарди денари. Тоа што го зборувате дека не се случува, дека го нема, дека не постои, тоа се случува и граѓаните имаат од тоа почитувана Тренчевска бенефит. Оставивте влада со вистински 500 милиони евра долг, оставивте влада и бевте министер во влада, во кој што 4 јавни предпријатија не им предвидовте плати на вработените и луѓето немаа со месеци земено плата. Штовани колеги, почитувана јавност, нормално е да има дебата, нормално е да има различни мислења, но тоа да биде на еден джентлменски начин, тоа да биде воз основа на визија, тоа да биде воз основа нешто што сте го сработиле, сте го разговарале со граѓани, а потоа го артикулирате овдека. Овој начин е многу погрешен. Нема да добиете поем повеќе, почитувана Тренчевска. Ќе помине нова година, ќе има пензии исплатено, ќе има трудничко исплатено, сите обврски оваа држава ќе си ги исплати. И потоа, после Божиќ, ќе дојдеме овдека повторно оваа иста сала и вие ќе говорите за некоја пета работа потоа. Таква политика вие имате. Купи ден продај политика. Прво, нема работа во локалната самоуправа, сега гледаме дека има, не го зборуваме. Нема да има пензии, ќе дојдат, па друго ќе измислите. Тоа не е вистинска политика, тоа не личи на народен избраник. И не кажавте следното. Излезете овдека за на реплика и кажете колку пари сега со оваа прераспределба се вложуваат со тоа што Македонија конечно добива брза пруга од граница со Србија до граница со Грција. И тоа е добро, не се исмејувајте, и вие таа ќе користите. Кога оди државата напред, одиме сите напред. СДСМ не е државата, е минорна политичка партија, која со вашата ароганција сигурно го добива своето место во историјата на политичките партии.